Одличен сум јас, жештини овде си донесов вода за да се хидрирам додека разговараме. Ти како Да, си? да, да, да. Тука е водата. Тука е водата секако и овдека. Па летно време, еве, уште малку ќе загазиме втора половина август во обичаени скопски жештини. Тоа е. Е, Едноставно. Топли и суви, значи исклучителни топски, значи скопските жештини се значи некој феномен кој што не знам дали го има во друг град, се страшни неподносливи. Имајќи во предвид дека е котлина, дека е пренаселеност, дека е огромна концентрација на еден мал простор на асфалт, бетон, арматура и луѓе, тоа и не е за чудење. Така Велат се. дека од некаде 70-тите години кога се изградени зградите на Капиштец, дека и тој ветер кој што по цел ден пиркал од водно е пресечен и дека сега Скопје е оставено на она што е денеска. На милост и немилост. На милост и на немилост, јас не сакав тоа да го кажам, ти ме дополни, имајќи во предвид и дека сме депонија во секој случај, значи горат депонии наоколу оние што се јавните од нашиот материјален отпад, а за оние што се палат и што стигаат од други држави биохемиски отрови, тоа и отпадоци, за тоа да не зборуваме. Затоа, знаеш, се шушка вака само меѓу тебе и мене, за да не слушне никој. Знаеш, така тоа? Да, 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 да. Знаеш, тоа е оној менталитет дека што е. Она што Да. јас многу пати се прашувам, Алек, е дали всушност само луѓето кои што подпишуваат, кои што ја превземаат правната одговорност за работи, дали само тие се виновни или виновни сме сите ние што на некој начин сме неми соучесници? Демек, кај Сега може сега да им се плеткаш во работата, знаеш ли кои се тие луѓе и така натаму. зборуваме за прашањето на ова загадување што е на Да, да, Скопје и за перманентно уништување на граѓаните негови. да. Па ја не знам што е тоа одговорност. Мислам, овдека во ова наше поднебие, јас кај што живеам и ова наше општество, не познавам таква некоја категорија на луѓе, особено тие што ги спомна, што ги подпишуваат нештата и кои што нели од кога ќе си ја одиграат својата улога, си заминуваат нели понатаму и никому ништо не се случува. Оно што е интересно, заминуваат на дестинации кои што се далеко од Македонија, далеко од Скопје и кои што се Па чисти и безбедни. да, во секој случај заминуваат онаму каде што сакаат. Така да прашањето на одговорност, јас последниве 25-30 години воопшто и не знам дали некаде е покренато, а и кога е покренато некое прашање на одговорност, тоа е диригирано, тоа е оркестрирано, тоа е за да се исполнат некои заткулисни цели, а не е воопшто предметот за кој што се однесува извесен прогон или прашање. Оно што... Меѓутоа, да, Да, повели. од друга страна и она што рече, критична маса, многу е тешко да се направи во Скопје и во Македонија за било што, особено зборувам за нас македонците. Овдека елементарната незаинтересираност, барем на надворешен план, онака како што се гледа кај огромен број на граѓаните на Скопје, е навистина една од најголемите победи на матрицата на овој простор. Сега, говорејќи за таа матрица, јас во мојата работа не можам да влијам на многу од тенденциите, на трендовите што се случуваат во Македонија, иако овде гостувале луѓе кои што се големи активисти
за заштита на животната средина, едноставно во моменти кога ја нема таа виралност, а виралноста е кога се има теми кои што допираат до ниските страсти, едноставно концептуално овде имам одбиено да го употребувам тој метод да се поттикнуваат ниските страсти на луѓето за да предизвикам гледаност, така што на кое што можам да влијам и се трудам да влијам она ментална хигиена и пласирањето на содржини кои што колку толку ќе дозволат да бидат овие емисии, овие подкасти едни острови на кои што луѓето кои што лутаат низ морето на електронски, на дигитален шунд, ќе можат да подзастанат и да погледат квалитетна содржина. Еден Ние културен можеме да, еден културен простор со кој што многумина од моите гледачи сакаат да се идентификуваат и се поистоветуваат, тоа е библиотеката во Александрија. Колкав дисконтинуитет имаме ние со таа библиотека и со тоа време? добре, сега би заокружил за ова што го зборувавме за минато во прашање. Види, ние сега во овој момент на овие елементарни слободи што ги имаме на јавниот информативен простор ние можеме до утре да зборуваме за било што, како треба да се поправи, како да се исправи и сите тие нешта. Меѓутоа, кога нешто би се обиделе конкретно да се ториме, тогаш би не почистиле преку ноќ. Така да, значи, премногу средства се употребени, толку премногу средства, финанси, пари се дадени за да ова функционира вака како што функционира. Двајца, еве, например, јас и ти сме се собрали, имаме некои добри желби, имаме уште подобри замисли, меѓутоа, тоа е за остварување на истите. Тука стои ѕид и тука стои стрелачки вод. Она што се однесува за будењето на луѓето, моje лично искуство од сите овие години е дека може да постои само лично будење на индивидуата. Значи, никакви колективни будења, барем на овој простор, овдека јас не сум никаков пророк, не можам да знам што ќе се случува, меѓутоа ја би рекол дека се невозможни. Личноста треба да го сочува својот идентитет и својот интегритет за да може понатаму да продолжи да се развива. Ова сум го зборувал повеќе пати, тоа на база на свесност. Значи, будењето може да се случи единствено на лична основа, каде што исто така не е многу лесна и едноставна работа, каде што на човекот, на индивидуата потенцијална, треба да му се сруши севкупниот пиедестал или олтар, така да се изразам, на сето она што тој го сметал за неприкосновено, за единствена вистина, за сето она што, како што се изразив, матрицата на ова поднебие го програмирала на извесен погубен начин. Додека тоа не се случи, значи додека човек сам на себе не си признае дека му бил испран мозокот, него му е мозокот уште испран. Значи мора да се сруши тоа рушење. Едноставно, луѓето треба да сватат дека последниве децении скоро на се што не учеле е лага. И кога ќе се свати тоа, многу полесно ќе се свати објективната состојба во која што се наоѓаме не само ние, како една ситна монета за подкусурување, што ќе ја наречеме Македонија, туку и она што се случува на поширок план во Европа и на планетава, а кој што реперкусии ние не можеме само така да легнеме и да газат преку нас со сите изрази, со сите испливи, со сите
валкани истеченија на матрицата врз нас, туку да се сепнеме и да ја кренеме главата и да видиме што ни се случува. Првенствено на личен план. Еве сега сме во тек на годишни одмори и концептот секогаш кога ќе дојдат празници, годишни одмори, било што кога мора да се полни системот со консумеризам, едноставно формулата која што е многу стара од древниот Рим, лепи игри функционира. Забава, значи, за масите имаме спортски настани, имаме по некој политички настан, по некоја глупост ке се случи од овие славните личности и во меѓувреме, нели, можности за трошење на тешко заработените пари, односно енергијата се врати во системот. Да. Особено кога се случуваат такви блокбастер настани или некои скандали, јас секогаш размислувам што е тоа што во позадина ни се случува, а со што го свртуваат вниманието на широката народна маса. Јас не го сакам тој израз, меѓутоа де факто е дека е во функција. Значи, со што им се свртува вниманието на луѓето по некои тривиални нешта во општеството, на потесен или на поширок план, но во позадина секогаш постои нешто друго. Значи, скоро ништо не е случајно, што вели Теодор Рузвелт, и ако нешто случајно се случува во политиката, знаете дека не е случајно, ако го видите. Или како што имам слушнато јас дека секоја случајност е добро испланирана намерност. Да. И сега Онака како што универзумот и космосот не водат кон состојба и ситуација на, сега ми отиде мислата. Ќе ја вратиме, Алек. Добро. Ќе ја вратиме лентата, да. Така, да. Освен значи, случајност, имаше коинциденција опозиторум, тоа не е, туку кај Јунг беше синхроницитет. Синхроницитет. Да. Она што е од универзумот енергиите и оно што ни го испраќа како неверојатен след на настани кои што се непланирани од двајца или повеќе луѓе, тоа се нарекува синхроницитет. И синхроницитетот, за разлика од овие местенки што ни ги прават и што ни ги нудат, е секогаш на една голема надоградба на човекот. Тој во моментот може да не го гледа тоа како така, меѓутоа на подолги патеки и доколку понатаму кога ќе се внурне во својот живот, ќе види дека тие синхроницитети се само не се случајност. Ова го зборувам од лично искуство. Имав една интересна епизода сега на социјалните мрежи. Само ова го кажувам за да илустрирам колку луѓето ја гледаат формата, не ја гледаат содржината. Значи, последниот подкаст кој што беше објавен до моментот до кој што зборувам јас и ти, и мојот соговорник на својот зид го имаше објавен или подкастот и имаше убави коментари под него и јас само им укажав на луѓето дека би било добро тие коментари да ги прават на YouTube. И позитивно реагира луѓето што коментира, ги коментира истите работи на YouTube, со тоа што имаше еден лик кој што веројатно понесен од тоа дека мојот коментар некако звучи арогантно или не знам како, ми го напиша следново. Потруди се и ти да направиш нешто креативно, па тогаш ќе те споделуваме и тебе, ќе коментираме кај тебе. И дур го читав коментарот, се избриша коментарот, веројатно некој му укаже на човекот дека видеото кое што се коментира е всушност моје дело. Таа површност во работите, тоа гледање на формата без да се погледа содржината, некогаш дури е фасцинантно комично.
Фасцинантно комични се предрасудите во кои што живеат луѓето и кои што пред се е карактеристика на длабоко затворен, програмиран ум. Значи, луѓето не ни размислуваат за огромен дел од нештата кои што ги прават во секојдневниот живот, туку се вклучени на автопилот. Да не речам уште по екзактен израз, уште по негативен израз се зомбирани. И така сега, сакав сиот овој вовет некако да го поврземе со моментот дека јас многу пати сум се фрустрирам себе си дека моето знаење е ограничено и дека буквално Сократ бил во право, дека ќе умреме сите неуки и дека само свесноста за нашето незнаење може да биде проширена. И имаме еден момент кој што е многу, како да кажам, драматичен, клучен во историјата, а тоа е палењето на Александриската библиотека. Првин, големината на тоа место. Дали во денешно време луѓето се доволно свесни всушност што имало таму и што всушност е изгубено со уништувањето на тоа место. А после ќе дојдеме до тоа кој го уништува и во чие име го уништува. Да, многу е Преводот важно не да ни го е. кажеме тоа. Ние 16 века назад сега ќе се враќаме. А ја мислев сега што ќе се случува после Матрикс четворката и после тоа Салто Мортале што го направија Нио и Тринити и сега што ќе се црпне од иднината која што ако не се прикачиме за брзо време и нема да не чека нас. Што се однесува до мене, сите оние кои што ги интересира идејата на Матрикс, нека си го изгледаат првиот дел и тоа е доволно. Се останато е само имагинација и начин на интерпретирање. Другите два дела се авантура, кое што смисловно некако ја завршува приказната, а четвртиот дел е буквално криза на средовични луѓе кои што мислеле дека не докажале се што имаат да кажат во првиот дел. Види, четворката има една многу интересна поставка, ќе речам. Една многу поставка над која што треба да се размислува не само за овој живот, него воопшто за нашата екзистенција. Во овој универзум, кој што после изгледа не е ни универзум, туку е мултиверзум, а тоа е дека инженерите на матрицата не си го одржаа зборот. Дека се измамници. Ако се сеќаваш, тројката кажа дека Нио и Тринити ќе бидат оставени на едно добро и прекрасно место. Поради сето она што не пристана да бидат, значи прво што не се согласија да бидат и потоа што за сето она што двајцата го сторија. Меѓутоа гледаме дека во четворката Нио е лик херој во игрици кој што самиот ги ствара. Значи, човекот самиот си ги ствара собствените игрици на постоењето, а тука е матрицата за да одлично му ги даде сите услови и елементи, секој според неговиот ментален склоп, височина на квалитет на интелигенција и негова можност сето тоа што го познава да го реализира. А додека на жената и го даде тоа што секоја жена свесно или посвесно го сака, а тоа е узорен сопруг со две деца, не знаејќи дека сето тоа е илузија. Значи, филмот е ваков или онаков, меѓутоа главната поставка, главното нешто е благо речено загрижувачко. Сега за она што зборуваш ти понатаму, ние сме раса со амнезија. Ние сме раса со амнезија, не станува збор само за Александриската библиотека, која запали, како ја запали. Јас имав гледано пред повеќе години на British Television некои по предпоставки сега кој би можел да ја запали библиотеката, ти убаво рече кого го интересира Матрикс, нека го изгледа Матрикс и ќе види како и што се станува работите. Јас те надополнив истото, ја сега и би можел и за тоа да го речам. И тоа не станува збор само за Александриската
библиотека, станува збор за една голема империја Тартарија, која што на прагот на 16-тиот и на 17-тиот век најднаш ја снемува од сите европски мапи за 2-3 години. Значи, како да никогаш не постоело ништо. Можеме да ја видиме мапата на Рейс Пирс, англискиот платеник во Султановата морнарица воена, кој што на своите мапи на Средоземното море и понатаму на светот го има долу јужниот пол и Африка како земји со населенија и со реки и со хортикултура која што е денеска незамислива на јужниот пол. Значи, ние сме комплетно раса со амнезија, без амнестија, Да. и едноставно нас на неколку илјада години или почесто, не знам ние колку сме свесни, нас постојано некој не ресетира. И некоја силна рака, канџа, нас не држи назад. За расата човечка да не може да просперира напред, така да секогаш човештвото, глобалниот тек, наративот на човештвото, имајќи го во предвид само 20-тиот век, го раководат тешки психопати, а и денеска ништо не е подобро, кои што се виновни за стотици милиони мртви луѓе. И кои што се до денеска теорија на расправа помеѓу разноразни луѓе, кој бил подобар, кој бил полош и сето тоа. Значи, како тоа на човештвото, под вид на слободни избори, му се наметнуваат вакви психопати за водачи. Зошто изразот на човештвото само во 20-тиот век не беа личности како што беше Лав Толстој, не беа личности како што е Махатма Ганди, не се личности како што се Мартин Лутер Кинг. Двајца од овие се ликвидирани. Толстој, имајќи ги го во предвид неговото благородничко семејство и врските на неговото семејство, пред се на сестра му, со врвот на црквата и на дворот, успеа да преживее со тоа што само беше екскомунициран од црквата, што беше задоцнет чекор од таа страна на естаблишментот, затоа што тој многу претходно самиот себе си кажа дека во вакви људски односи тој не сака да биде член на православната црква. Како и ние од овој аспект денеска и од оваа географија кај што живееме ние да ја гледаме на сето тоа. И ќе те повторам сега тебе. Сега човек нека отвори Војна и мир, нека го отвори фундаменталното дело негово Воскресење, кое што заради ментална и психолошка чистота човек барем еднашка во годината треба да го препрочита. Убаво да се вдаде внатре во него, тогаш ние можеме да зборуваме и да се вратиме на првичното, раса со амнезија. Осакатени луѓе. Од 16 клетки ДНА користиме само 2. Обсервирано е ова и ние стоиме, и јас сум го рекол ова, ние пред дверите на нашата личност има толку оставено смет, ѓубре, така да се изразам. Така да ние голем дел, имајќи се во предвид себе, треба поголем дел од животот да се потроши, пред се да се расчисти сметот пред портата на собствената личност и на собствениот живот, да се отвори вратата, па да се види што, каде и како, од каде што не водат десетина стран патици кои што се подготвени. Значи имаш понуда и како човек низ се тоа што го реков, лека по лека да го гради соодветствено со собствениот ментален склоп и со сето она што го има позади себе, можеби и низ низа постоења, лека по лека во ова време денеска што ни е дадено, да почне да ја слага
пазалот, слагалицата на вистината, кој што не е една реченица, не е еден збор, не е една слика, туку е мозаик. Значи, многу нешта треба да се клопат за да излезе тоа што ние би го нарекле вистина. И сега интерпретацијата на таа вистина мене ми наликува на, убаво спомена Војна и мир, тоа се книгишта, значи огромни книги кои што многумина, поминатото луѓето има храброст да читат такви дела, но се случуваше, нели, ако беше тоа лектира, и имавме тетрадки во кои што правевме обработка на лектирата, имаше тема, идеја, ликови, кратка содржина, не знам што. Помнам ти. И предпоставиме ти си ја прочитал книгата и сега некој твој школски другар или другарка ти вика, дај да го препишам тоа што го имаш напишано, таман ќе поминам дека ја имам прочитано лектирата и ќе дискутирам околу тоа што ти го имаш напишано како кратка содржина. И за тебе содржината на книгата се тие 1000 страници, колку што е Војна и мир, не знам колку е точно. А за другата личност се тие 2 страници кратка содржина напишани во тетрадката за лектира. И тука доаѓаме до тоа дека доколку личноста која што препишала од тебе, ако е доволно гласна, ќе биде дури во право. Па, сега дали ќе биде во право или нема да биде во право, сметам дека тие дупки во сериозни услови на книжевност, како и во економија, како и на социологија, како и на спиритуалноста, тие дупки тогаш ќе се покажат во една јасна и недвосмислена расправа. Не мора да биде расправа, еве да биде излагање или во една амфитеатарска сцена, каде би биле поставени. Не случајно, денеска нештата се водат на површина, на периферија на нештата. Една од големите алатки на матрицата во денешното време е и возвеличувањето на глупоста. Така да, не случајно, нештата за најголемиот број луѓе, особено на ова поднебие, се држат на површината. Се оди плитко и не се оди длабоко, за да едноставно, дека, сите се почувствуваат сега нешто се многу паметни, сите се нешто се просветлени. Јас немам никаков проблем со сето тоа, мене лично не ми значи ништо тоа. Меѓутоа, живееме во еден историски момент каде што ни следат големи промени. И не само на мајнстрим медиумите. Јас приметувам и на овие алтернативни медиуми што ги следам на YouTube, например, од кои што од мнозина веќе и се тргнав, се повторуваат и се кажуваат едни те исти флоскули, како да едни од други слушаат и потоа се повторуваат. Што би рекол јас, ако едно куче лае, затоа што покрај него поминува некаков караван, 99 кучиња лајат затоа што тоа едно куче лае. Имаме еден уште Така понегативен пример, каде што овцата која што е главна на стадото овци, ова е дури спроведен експеримент која ќе отиде своеволно на кланица, другите овци не гледаат што се случува таму, туку знаат дека водачот на стадото отишла на кланица и безпоговорно го прават истото. Да. Јас тоа во мојата младост од повозрасни луѓе имам слушано кои што и навистина паселе овци, дека вели најлошо е ако една овца ти рипне во провалија, сите понезеке рипнат. Ова ми го зборувале луѓе некаде половината на 80-тите години на минатиот век, 90-тите најдосна, кои што значи биле чобани пред 3-40 години,
дека во тоа време особено се внимавале од вакво нешто да не им се случи. Тоа е тој менталитет на стадо, менталитет на крдо, особено кој што и Волтер и Шопенхауер велат дека токму тие контролорите на светот, властодржците, односно оние кои што ги извршуваат нивните заповеди, тоа се нивните марионети кои што ние ги гледаме по телевизиски програми, ги заокружуваме на избори и сите тие работи. Мислам, кој оди? Јас не одам веќе подолго време, дека ништо не мразат повеќе, ништо не мразат повеќе и ништо не е поголема закана од човек кој што има слободно и критичко размислување. Може да не се согласиме, може не, меѓутоа вели Волтер, може да не се согласам со тебе, меѓутоа до крај ќе ти ја бранам слободата да можеш да си изразиш себе си слободно како што сакаш. Овакви луѓе највеќе ќе се гледаат како закана. За општеството, за фрлото, за крдото, како сакаш наречиво. Ова е една голема доблест која што претпоставувам луѓето или се раѓаат со таквата доблест, значи кога човек во себе го чувствува тој слободарски дух, слободата, мојата слобода ја подразбира и твојата. Ја подразбира и слободата на другите луѓе. Но, една интересна работа, ако дојдат некои други луѓе да ме заразат мене, тебе или било кој друг со собственото робство, тогаш настанува конфликтот со слободарските типови како мене. Ако дојде некој и ми рече, ајде врзете ме ко куче, сакам така да пешачам на 4 нозе, ако некој го има тој менталитет, не можеш да му речеш, абе слободен човек си ти, тргни го тоа од вратот и чекори исправен. Ова последново ти беше добро. Може би некој треба навистина да го подсети дека е човек и дека треба да чекори исправено и со главата нагоре. Значи не со гордоумие и со надменост, туку како акт на израз на собственото битие. Да. Од друга Добро страна, кажа. значи, веројатно токму тие идеи за некаква колективна припадност и за ќе го споменам Жак Фреско. Во филмовите Zeitgeist тој спомнуваше еден настан од неговото детство, значи не сме биле сведоци, само можеме да му веруваме на зборовите, каде што имало момент каде што треба да се стане и да се оддаде почит на знамето, односно да се даде заклетва пред знамето. И тој одбил да го направи тоа и било скандалозно. Тој рекол, па тоа е само парче платно, што има врска со милионите луѓе кои што не се заколнуваат пред истото тоа парче платно, а јас ги чувствувам подеднакво блиски. Поистоветувањето со такви некои барем во 21 век мислам дека можеме да кажеме трибалистички идеи кои што треба да не убедат дека некои други луѓе се помалку вредни од нас или ние сме повеќе важни од нив и дека во нас само заради одредени символи сме нешто повеќе важни од другите, а од друга страна мизеријата на повеќето луѓе што така мислат е очигледна и на духовна, а и на материјално ниво. Добро, државата како појава е на една од највисоките стапки на матрицата на дното. Значи, од дното на матрицата, значи првата триангла, значи првиот дел на пирамидата, државата е на прво место како главен паразит на општеството. И треба да разбереме дека и во Европа и во светот уште многу луѓе се така етатистички воспитани, може би не знаат ништо за собствената држава или за поединести која што нивната држава ги вршела надвор од незините граници или кој знае на каков начин тоа нив им е презентирано и репрезентирано. Тоа
символот и символизмот имаат голема улога во сето тоа. Значи, кога ќе го покажеш ти бајракот на едни велики држави, како што се Франција, Велика Британија, Русија, Соединетите Американски држави, империјата Јапан во свое време, кинеското царство, значи зборам за конкретни појави, ти со нив го репрезентатираш не само доброто што го вршеле, за кого, тоа е прашање на една посебна дебата и на сите оние зла кои што тие империи ги имаат вршено и внатре во собствените граници и надвор од нив. Значи мораме да разбереме една предпоставка која што и се покажува како вистината дека секоја империја во својата основа е зла. И дека во системот на сегашните људски односи, во она што го имаме како реалност, не може да биде поинаку со овој степен на свесност на обичниот човек, кој што повторно некој го држи во таква состојба на несвесност и на незнаење. Илузорно е да мислиме дека вакви империи може да бидат раководени од честити луѓе, како што ги спомнав, или луѓе со постулати на еден Лав Толстој, на еден Махатма Ганди, на еден Мартин Лутер Кинг. Значи, луѓето кои што ги раководат овие држави се по дефолт треба да се криминалци. Ако не се криминалци, барем треба да се криминогени суштества, кој што знае добро да игра со повеќе криминални типови околу себе, за да ја одржува својата власт и да го одржува привидот на голема грижа за граѓаните и понатаму да ги врши сите валкани игри за кои што е поставен на тоа место. Луѓето кои што ја имаат вистинската моќ, луѓето кои што ги влечат конците, најчесто не седат на престолите. Дори не им ги знаеме ни имињата. Па, мнозина се сега во таа приказна на разоткривање на известни нешта, може би ќе се разоткријат некои или помалку небитни. Меѓутоа, во начело јас се согласувам со тебе дека оние кои што ги носат одлуките главни, може би е и подобро да не ги знаеме, може би на личностна основа ќе ги спознаеме, може би ќе ги увидиме, можеме да имаме личен контакт. И тоа не можеме да го знаеме. Така да, од главатарите овие што се Рокфелер, Ротшилд, па надоле Билдерберг, група, комитет 300, тоа е се, значи, едно лагано понирање кон дното на пирамидата, на чие што дно на прво место е државата. Значи имаме езотерија, имаме длабока држава, имаме држава и на четвртото ниво долу е мафија. Кој што нели сето тоа е еден организиран процес. А кој е степенот на слобода која што индивидуата може да ја постигне ако ги нема моралните, ги нема економските, ги нема законските обврски кон сета ова пирамида која што ја наброја нагоре. Значи, ако сиот потенцијал на индивидуата е за индивидуата и за незината непосредна околина. Значи, ако не мора да се обскрбува бирократскиот апарат на државата, што го спомнавме, ако не мора да се плаќаат даноците на со сила испечатените пари без покритие и редицата работи, ако не мора да се финансираат војните, еве сега Европа полуде со нивните 5% за воени буџети. А самата Европа има проблеми со пензиските системи, размислуваат за укинување на пензијата како институција, имаат проблеми со болниците. Ковид тоа го докажа, значи дека при еден бран на било каква посериозна
болест, немаат структура каде да се прифатат сите тие болни луѓе и упорно мнозинството, значи обкружени сме со такви луѓе кои што се убедени дека системот функционира за наше добро. Затоа е наративот и сиот оној мајнстрим медиуми, кои што се во функција 24/7, 31/12 и каде што се исторуваат огромни средства. И таа игра, тоа значи дека некој вложува многу за да се одржува оваа расипана димензија на пирамидата. Ова е расипана димензија на пирамидата за која што сега зборуваме јас и ти. Прво, јас знам дека младите денеска имаат свој потреби и сето тоа. Прво, во кое што, барем на овој терен, ги запознаваат, односно ги загрозуваат луѓето, а тоа е должничкото робство. Значи, прва и основно завладување со човековиот живот и со неговите ресурси на живење и на време. Значи, нашиот најголем ресурс е времето. Е должничкото робство. Јас сум рекол и ќе повторам, луѓе што се должници, нешто не знаат како наредниот први ќе го дочекаат во месецот, туку се тресат како ќе дочекаат 15 на истиот месец. Значи, со самото тоа преку 9/10 од неговите ресурси се превземени, од неговата енергија и од неговото време. Значи, гледаш како конкретното, да речеме, реалното, се испреплетува со спиритуалното. Што секако дека и спиритуалното е и текако конкретно и текако знае да биде реално. Значи, како човека го вовлекуваат и неговите енергии му ги земаат. Значи, тоа е прва и основа. Да не заборавиме бирократскиот апарат, кој што е многу моќно орудие, каде што треба и како човек да се потруди, да влезе внатре. Значи, имаш тука најразноразни митомани, едноставно цело време да се игра и игрицата. Она што беше Матрикс четворката. Значи, не е битно кој победува. Системот секогаш победува. Тоа е многу важно. Куќата секојаш добива. Да. На системот воопшто не му е гајле дали сините или црвените ќе добијат, или некои други различни бои. Важно е да се одигрува играта. И секако основната две орудија, алатки, со кои што се раководи, тоа е стравот и несигурност. А уште пред повеќе од 100 години, може би 150 години, Лав Толстој, сега ќе се подсетам, еве разговарајќи со тебе, има напишано дека задоволствата на богаташите се врз солзите на сиромашните. Всушност, не само што ништо не се променило, и покрај што неколку системи барем се променија низ европскиве држави што ги познаваме, меѓутоа постулатот на сето тоа е останат, само денеска е кренат на едно повисоко ниво, поперфидно, поморбидно. А сето тоа за да му се одземе на човекот енергијата, времето на животот. Во оној конзумерски систем каде што се храниме со најможно неквалитетна храна, барем овдека, каде што возиме едни од најнискиот степен на автомобили донесени од Европа тука, каде што плаќаме несразмерно големи дажбини во однос на примањата што ги имаме на овој простор. И ја гледам дека огромен дел луѓето си се задоволни. Нив ме добро. Мислам, и јас гледам колку не им е добро, меѓутоа вака надворешно нив им е добро. Секој го има тоа телефонот и цело време тоа, и сега ти ми зборуваш мене, а јас на телефон титкам нешто, права, мислите тоа. Тоа е една тотална слуденост. И тука се медиуми,
тука се државни фреквенции, тука се делат новчани средства, тука се финанси, тука не е мала, тука не е мал залогот воопшто. Тоа се крупни залози. Интересното е дека системот, матрицата која што постојано ја зборуваме, или е премногу сигурна во себе, или има некаква потреба вистината секогаш да ја изнесува на површина, макар во некаква завиткана форма. Кога рече дека времето е најважниот ресурс што го имаме, има филм кој што е во духот на она што е Матрикс, се вика In Time, со Justin Timberlake, и Оливија Уайлд, мислам така, неколку така познати глумци, каде што живеат во време, каде што секој живее до 25 години, потоа застанува развојот. И се натаму се плаќа со време. Значи, луѓето работат и не добиваат пари, туку добиваат време. И на оние на кои што ќе им истече времето, односно платиле премногу работи, премногу сметки, кредити, ово она, моментално паѓаат покосени. Сите се младолики, значи нема возрастни луѓе, сите имаат изглед како се 25 годишни, но она што го губат или го добиваат во зависност од економскиот систем во кој што функционират е време. Еден многу бизарен филм кој што ја го препорачувам на гледачите да го гледаат се вика In Time. Значи, изгледа како холивудска лимонада, ама пораката што ја носи со себе е многу застрашувачка. И не е единствениот филм, тука е или Матрикс, тука е Труманово шоу и Minority Report, редица такви филмови во кои што тие всушност ни ја кажуваат реалност. Да. Обичниот човек се ќе рече, ама тоа е само филм. А филмот на реалност? Да. И дали е случајно што Нио, тогашниот мистер Андерсон у филмот, токму во книгата има еден таен претинец каде што ги чува тие хакерските CD-а што му се, не случајно е од Жан Бодриер книгата Симулакрум и симулација, која што дури пред 15 на години склизна дури во македонски превод. Мене ми ја дадоа да ја прочитам. Добро е да се има дома, јас ја барам подолго време, да не речам подолги години, никаде не може да се најде. Тие што ја имаат, ја чуваат, за реиздание после изгледа не станува збор. Како се вика авторот? Жак? Жан Бодриар. Жан... Simulacrum and Simulation. Добро, јас го кажувам со македонски превод, поинаку е кога би се напишало во оригинал на француски јазик. Така. Да. И не случајно на Нио му истекува пасошот на 11.9.2001 година. А филмот е сниман 99 година. Например, убаво да се види во една сцена има, значи пасошот на Нио му истекува тој ден. Така, го знам овој момент. Да. Сега, премногу е и да е случајно, премногу е. Така. Велам јас, Алиса во земјата на чудата, а вела дека Алиса во земјата на чудата е еден од најсериозните драми и филмови кои што се снимени било кога. И колку длабоко иде зајачката дупка на се тоа што ние се обидуваме од површина да чепнеме малку. Па, Да. од она што сум истражувал и јас, Алиса во земјата на чудата е правена по кабалистички, значи кабалистичка символогија е користена за да се изрази сето тоа, а всушност она што цело време се обидуваме е тоа што речете универзум, мултиверзум и дека всушност и самата наука објаснува дека живееме во свет на илузија, која ќе го представиме, на пример, просторот помеѓу атомското јадро и електронот, онака како што е замислен класичниот модел на атомот, тоа е огромен празен простор. И дека базирано на тоа,
всушност ништо со ништо не се допира. Да, се е енергија, се е фреквенција и се е вибрација. И што направи човештвото со тие спознанија и со тие инвенти, со тие изуми на веќе колку пати спомнатиот Никола Тесла. Никола Тесла кој што во негово време беше како прво неразбран, па кога го видоа дека може нешто да излезе, па е потоа искористен, а денеска на многу места би рекол и злоупотребен. Еве, што се направи со неговите? Дали во чие што име тој тоа го правеше, која е ползата од сето тоа, бидејќи имајќи во предвид дека ние уште живееме во 19-тиот век на изумите на Никола Тесла, тоа е далечинското управување и Wi-Fi технологијата. Асинхрониот мотор, Да, трансформаторот, значи сите тие да, се изуми да, од 19 век, точно. да, да. И дури оно што велиме дека е технологија на иднината, всушност целата се базира на тие фундаментални изуми, затоа што многу пати, еве, ова е интересна работа која што луѓето се убедени дека живееме во ера на големи научни откритија. А всушност живееме во ера на технологизација на на стари научни достигнувања. Е, Само технологијата се менува, ама постулатите се навистина квантна физика е нешто повторно 19 век. Време на рециклирани вредности, рециклиран ентериер во автомобилите, каде што самата пластика што ме рециклирана, внатрешната компактност на пластиката се нарушува и таа многу побрзо се расипува, се расклапува и сето тоа. Неколку фирми доста си ги пореметија своите производи автомобилски, а сега не би сакал да ги спомнувам. За друго ќе ме тужат. И Нема така, да така да спомнуваме. се што е рециклирано ја нема компонентата како што во моментот кога било. Значи, ние имаме знаење, ние овдека спомнуваме луѓе, ние овдека спомнуваме случаеви, ние овдека спомнуваме уметност. Значи, филмот се уште знае, исто така еден моќен медиум и да посака да му ги отвори очите на човека и да ја му ги затвори во многу тешка глупост. Но јас реков да ја користиме моменталната и денешната слобода и на нашиот ум и на овие меѓусебни врски, интернет, за да можеме да расшириме светлина. Не моја, барем ја така не го сваќам, туку луѓето да започнат да размислат. Барем оној, јас ке речам, мал број луѓе кои што навистина сериозно те следа, значи да не зборуваме за оние другите кои што сега се исмеваат или за овие кои што не наблюдуваат, дури за нив е ова слово добро, и за нив е ова добро слово, така да луѓето да се сепнат и да го искористат денешниот момент и сите добри квалитети на цивилизацијскиот момент во кој што живееме. Значи, многу векови позади нас ја немале оваа можност. Значи, да не беше овој интернет, да не беше оваа технологија, јас и ти никогаш немаше да се запознаем. Така. Тоа е тоа. И јас сум благодарен, јас го почитувам тоа, го почитувам делото на од оној што го измисли Wi-Fi-от, па и до оние кои што еве вака милостивно ни дозволуваат да ги имаме овие апарати, нели, кои што дали ќе се употребат како играчки, дали ќе се употребат на надзидување на луѓето или ќе се употребат за криминални или убиствени дела, тоа е веќе до човекот. Не е Јас се, апаратот виновен. јас се согласувам со тебе дека интернетот е огромен цивилизацијски чекор кој што, еве, мораме да кажеме, јас тоа постојано го нагласувам, повторно роден во лабораториите на воено-индустријскиот комплекс, но кога веќе еднаш е пуштен во цивилна употреба, како и многу други работи, духот на цивилното население, духот на немилитаристичките луѓе може да ја сврти
парадигмата и да не биде тоа само средство за покорување и за следење и за шпионажа, тука да биде средство за комуникација, за обединување, за споделување на многу идеи. Од истите причини јас ќе го кажам тоа дека мојот канал никогаш немаше да се случи во оваа форма ако не постоеше тој интернет. Че јас едно интервју, еден подкаст немам снимено со луѓе во живо. Приликите така го наметнале тоа, а сепак свесен сум за можностите и тие можности се трудам да ги искористам што е можно повеќе. Значи, технологијата, како и се во природата, е неутрална. Употребата, и како мислата и како се друго, може да биде позитивна или негативна. Во тој смисол, ти често спомнуваш езотерија, значи духовни учења. Има една дисциплина, тоа е магијата. Или како што би рекол Алистер Кроули, магиката, која што многу мислат дека е ѓаволска сатанистичка дисциплина, а јас провокативно велам и таа спаѓа во редицата на дисциплини како што е нуклеарната физика, како што е Њутоновата механика, значи хемијата, биологијата и се останало. Што значи нема позитивен или негативен предзнак, тука едноставно предзнакот го даваат луѓето со нивната употреба на тие знаења. Без разлика дали се тоа знаење како да се направи, како да се запали оган па да се згрее вода, или како да се направи нуклеарна централа, или како да се повикуваат ентитети од, не знам, енохијанската таблица на ентитети. Веројатно многу информации изнакажав сега. Да, далеко ќе отидеме овака. Добре. Па во најголем дел можам да се согласам со она што го зборуваш. Со тоа што треба да се внимава, тоа се опасни нешта, тоа се многу опасни нешта кои што може да повредат луѓе и кои што може да имаат несогледиви последици и кој е квалитетот на човек, веројатно ако е со мудроста на еден цар Соломон, што велат дека имал многу големи моки, таква е барем приказната. Сега, кој е на тоа ниво, па да може тоа да го направи сето тоа. Јас знам дека, например, Карл Густав Јунг работели со тарот. Меѓутоа, таротот го користел во состојба и за цел на интроспекција на човекот, со една основна цел на неговата психологија и кој што е еден од главните постулати на неговата психологија, како несвесното во човека да се извади на светлината на познанието и да постане свесно. И што тука ќе го спомнам Херман Хесе, еден голем книжевник, филозоф. Исклучително. Не знам за друго дали бил, значи пред луѓето се два патишта на едно сознание и на едно спасение. Тоа е источниот пат ни го придава во делото Сидарта, а западниот пат е во Демјан. И со тоа што луѓето што се занимава со тие нешта многу да внимаваат со ентитетот Абраксос. Така, Абраксос е практично главното агностичко божество кое што се се извинувам, кое што го обработува во тоа дело и јас го препорачувам како не друго Демјан како исклучително, можеби едно од најубавите дела напишани од Хесе. Јунг вели мудрите се држат понастрана од него и така, тоа е тоа. Инаку да, ќе го спомнам и исто и Јунг 9 проповеди кон мртвите. Тоа го има на YouTube на српски јазик, исклучителна работа. Чинам дека беше од Јунг, да. Да, тоа е, мислам, тоа се само едни мали секвенции од севкупното негово дело, кој што денеска, барем до пред 10 години, моите пријатели што
студира психологија тука во Скопје, значи Јунг е тотално исфрлен од севкупната програма на психологија. Што е? Факултет заради неговото лично исповедање на верата во Бога. Јас ја имам гледано таа снимка на YouTube, каде што го прашуваат Јунг дали ти веруваш во Бога. Да претпоставам, тој вели јас знам. Одговара, ја вика и полека вака размисла, јас не верувам во Бога, јас знам дека Бог постои. Така. Зборуваме од Јунгова гледна точка. Тоа е чист гностицизам. Чист гностицизам, затоа што верувањето оди на слепа вера, а знаењето е, значи, се базира на доживеано искуство, доживеано божественото на некој начин. Така. И преку тоа доживување постојано и чекорење од тоа доживување што се има случајно, човек почнува да се ослободува од сето знаење свое. Значи, почнува не да генерира, него едноставно да отпушта од себе. Она што го рековме, колку всушност малку знае. За него веќе знаењето како фактографски прилив на информации во мозокот го нема тоа битно значење. Тој почнува да постои. Тоа се веќе повисоки. Тоа го има кај Карлос Кастанеда. Враќањето, патот во Иклстан. Да. Јас тоа би го споредил Значи, со еден тие генерал нивоа на свест. кој што е на врвот на својата моќ, доаѓа пред еден град каде што очигледно ќе го сруши при првиот замав на напад, и наместо да го сруши градот, успева со дипломатија да ги отвори портите и да го кооптира градот во собственото царство, без при тоа да пролее ниту една невина човечка жртва. Така што тие се... Има еден човек на кој што му успевало тоа, не секогаш, ама му успевало. И ние сакаме многу често да се поистоветуваме со него, тоа е Александар Македонски, нели? Да влегува во градове без да пролева крв. Да. Човекот во денешницата, значи во она маленкост, во помеѓу, не знам, две турски серии, помеѓу две утакмици на фудбал, помеѓу два циклуси на избори. Што мислиш, како обичниот човек може едноставно да гледа низ оние пукнатинки што ги има матрицата и дали може да види едно небо со поинаква сина боја, различно од сивата боја која што имаме сега? Мора да постои голема решителност и силна волја. Општеството и матрицата во која што постоиме има силни механизми да го здроби таков човек. Меѓутоа, ние оддалеку тоа не може да го стори доколку човекот сам не дозволи тоа да го направи. Значи, многу е битно докаде е свесна одлуката човекот да иде. А човекот за ова што го зборуваме ние, за да започне да го живее, треба да е подготвен да иде до крај. Тоа значи до смрт. Тоа значи дека постои нешто надвор од ова секојдневно живење, кое што ни е на повисоко ниво на постоење, а не на овие и ефтини задоволства што ни ги дават, за да започне да се занимава со вакви нешта. Значи, силна волја и едноставно подготвеност да се збогува со сите предрасуди. И она што го реков на почетокот, да е свесен дека скоро за се што сме научени во животот е лага, да со отворен ум, подготвен, да почне да прима информации, меѓу нив ќе прими и многу полувистини, ќе прими многу дезинформации, меѓутоа решителноста, внатрешната интуиција која што ќе почне да се разоткрива и низ други спиритуални категории, и кога ќе застрани, ќе го чуваат на тој пат на застранување и во определен момент ќе го тргнат од него. Ќе го отклонат, да.
ќе му се случи кула во животот и тоа ќе и тогаш ќе кука на таа срушена кула, на собствените илузии, меѓутоа ако продолжи, тогаш ќе го благослови тој ден, кога му се случило во кула. Ќе го благослови тој ден. Сега морам да потенцирам за гледачите, тука алудираш на арканата срушена кула од Таротот. Да, да, Би да. било добро да ставам илустрација, затоа што може да звучи абстрактно и нелогично ова што го зборуваш. Тоа се тие, значи, во јунговска смисла архетипи на колективното несвесно кои што ни старотот се неверојатно добро изразени. Мгм. И Да. можеби ова аркана која што е спомна ти во литературата за Тарот секогаш се нагласува како едно од најдраматичните, едно од најстрашните, многу пострашно од смрт или ѓавол. Да. Јас верувам дека поголем дел од твоите гледачи се едуцирани во тој стил, меѓутоа ти ќе го средиш тоа како што сметаш дека треба да биде. Да, би било добро да има илустрација, значи на Да, тоа да, да, е, да. ќе ставиме за да А се види. да, смртта во Таротот не значи телесна смрт, туку значи препораѓање, крај на едно нешто и за почеток на второ нешто, значи смрт на душевен, спиритуален аспект, нешто кое што треба да се прекине, да се заврши, едноставно како што змијата ја менува собствената кожа. Смрт на егото. Па, смрт на егото, Всушност, тоа во стариот свет, оној свет кој што ние го нарекуваме антика, или еве, предхристијанскиот свет, постоеле обреди на иницијација на различни нивоа. Најтипичен обред на иницијација е кога момчињата од момчиња преминувале во мажи, значи во периодот на мажи, или кога жените преку иницијацијата станувале жени. Одличен таков ритуал на иницијација, оние што ја читале Мерион Цимер Бредли во Маглите на Авалон, или некако погледнат филмот каде што кралот Артур бива иницииран и преку символичното убивање на Еленот станува крал, а Еленот го символизира стариот крал. И всушност многу пати егото е тој стариот крал кој што треба да биде убиен, додека новиот крал е прочистеното его. и во светот на електрониката и на електромагнетиката и на универзумот, дури сега ќе се вратиме до хиндуистичката филозофија или спиритуалност, да кажеме, значи треба да има иницијација, нешто да ја удри кибритката за да може сето тоа да отпочне да се одвива, па дури на некој начин нашиот универзум е инициран, тоа кај нив е преку иницијацијата, односно шакти, таа живототворна енергија, ќе го активира Шива, кој што спие, лежи во небитие, како да кажам. Значи, од тука па понатаму. Електромагнетиката, значи, мора да има она скрембл, што велат на англиски, значи, за да започне да се одвива токот на енергија. Значи, од универзумот наш, кој што исто така е инициран, најверојатно, па до сите оние морални закони на универзумот, кои што во себе си предпоставуваат дека постоело иницијација во нив. Интересна работа поврзано со ова е дали всушност гледајќи се околу нас, себе наблюдувајќи ја планетава на која што живееме, дали сведочиме за креативен дизајн, односно дали тоа што го гледаме кај себе си во природата е креативен дизајн или е како што велат, нели, еволуција,
Значи, од простото му текнало да се усложнува и станало сложени организми, сложени форми, а и не само живата природа туку, и она што значи минерали. И ако постои интелигентен дизајн, дали можеме да се запрашаме себе си за смислата на постоењето на тој интелигентен дизајн? За дизајнерот, дали да се Да, запрашаме. Е, дури и еволутивниот процес треба да биде инициран. Значи, повторно, за да се одвива и на свој начин некој вид да си се развива по она што се неговите гени, што ги има, што ги нема. Сега човекот ние од Homo erectus ја имаме таа среќа да кажам дека сме дополнително допингувани со гени, нели, и кои што сме, ова што сме денеска, и сета митологија во однос на сето тоа ќе не одведе во некои длабоко, не би рекол абстрактни води, него есотериски води. А, да, ма мислам дека е легитимно прашање да се запрашаме за природата на дизајнерот и всушност дали тука доаѓаме до агностичкото дека дизајнерот е едно понижо, нижа форма на божество, наречено демиург или е нешто друго. Па после би те прашали како подпрашање за дизајнот на нас луѓето. па историјава нешто она што ни е нам репрезентирана и онака како што ние ја познаваме, за жал е историја на генерално човечко назадување, на искористување на човековите ресурси, на човековата енергија, на човековото време, во која што знаат да просветлат и те какви примери кои што се достоинство на нашата раса. И ние цело време мораме да се движиме низ таа противречност. Значи сите оние вековни крвопролитија, тоа се неброени луѓе изгинати за секакви цели, дали за лично богатење, дали се искористени во разни номенклатури на разноразни интереси, дали како обични робови биле испратени да војуваат затоа што толку им бил затворен тој дел на размислување. Во начело, генерално, историјата, таква каква што ја знаеме, доволно сведочи за деструктивноста и за дегенеративноста на човекот. Меѓутоа, низ таа историја, онаква каква што познаваме, имаме прекрасни примери на просјајување на човековата мисла и луѓе кои што најверојатно и се одвоиле од овој концепт на постоење, од овој степен на постоење, од овој левел на постоење. Дали тоа биле во филозофијата, во книжевноста, во мислата, во иновацијата, во спиритуалноста. Еве често во наши разговори ти велиш дека таму во првиот век во Ерусалим, односно во Назарет и во Ерусалим се има случајно нешто исклучително. И јас верувам дека такво нешто се има случајно и со личноста која што денес ние ја знаеме под името Буда. Веројатно и со Мухамед се има случајно нешто слично такво, но она што е прашањето кое што сега мене ме измачува е како во името на тие исклучителни просветлени луѓе подоцна, искористувајќи го нивното просветлување, нивното учење, нивната порака, се случило толкова крвопролевање. Програм, програмирање, програмирање на свеста, генерален наратив, за да се зајакне римската империја која што е на стаклени нозе веќе во тоа време. Тоа е програм. Сега
дали силата божествена и силата на универзумот е толку немоќна, па да се позволи векови колење, убивање, силување во нечие име кој што никогаш на памет не му паднало такво нешто да се прави. Тоа се прашања кои што ние немаме време во животот, ние немаме време да ги обсервираме, ние немаме точни прецизни информации. Ние имаме книги кои што најчесто се копи-пейст од книги од 19 век или се варијација на тема. Секој мое овдека појавување, мајки ги во предвид овие работи кои што ги зборувам сега и од кои што многу се пазам, затоа секој мое појавување овдека не е уште еден перформанс мој да изведувам се тука дека јас сум најпаметен и дека сум сезнајко и дека ја тоа знам одлично да го глумам, туку да биде една пројава, една изворна пројава, каде што ете јас на пример не можам да се сетам за некој битен збор, па ќе ти побарам помош, па ќе си запишам овдека што треба нешто да кажам, па Имам успат јас за запишување, не се секирам. кратенка што ќе ја запишам, па сум заборавил бидејќи разговарам со тебе што сакав да кажам. Значи овдека моето појавување не е перформанс, тука е обид да се изрази нешто изворно. И луѓето кои што ги почитувам, кои што те почитуваат, тебе, јас нив не ги познавам, јас ги почитувам бидејќи тебе те почитуваат, тоа е веќе некоја претпоставка основна и за мојата почит да го тргнат овој пат со овие личности, со овие постулати кои што ги спомнавме, како едни ориентири кои што ќе ги извадат, да ја отворат вратата, да го расчистат ѓубриштето, а потоа кога излегуваме на патот на сознанието, верувајте, таму немаме никакви знаци по крај патот, за кој што пишуваше во Андрич. Интересно е дека кога разговорот ќе дојде на ово ниво, секогаш кај одредена група на луѓе се вклучува алармот и велат ева сега секташтво, култ, бара следбеници, прелажува луѓе и интересно е дека колку и пати да се оправдувам дека намерата не е таа, обвинувањата стануваат уште по лоши. Така што и тие што ме обвинуваат и тие што бараат некакво просветлување лично од мене, јас сега користејќи ова прилика кажувам дека јас не сум гуру, не сум месија, а претпоставувам твоето излагање беше во тој правец да ни кажеш дека ти си само еден како да го кажеме ова? Ние сме сопатници со истите тие луѓе со кои што сега не слушаат и им кажувам дека искуството на патот е убаво и дека не треба да стоиме како показатели, тука едноставно треба да бидеме патници. Искуството на патот е неповторливо. И не би го менувал за ниеден конформизам кој што би можело да ми се понуди овде. Тоа веќе мене не ми е понудено од 2008 година, меѓутоа тоа е веќе некоја друга приказна со која што јас не би сакал да ги замарам твоите гледачи. А зошто ти се правдаш воопшто? Ние сме овдека да се пројавиме себе си и да упатиме збор на слободни и конкретни личности, таков каков што е човекот. Така. А не ние да исполнуваме туги желби тука и туги потреби и воопшто. Значи, битно е човек да биде автентичен, да биде свесен за тоа што го збори, да има издржано искуство за тоа што го зборува. Значи, да биде целосен во собствената денешна моментална моја пројава, да бидам целосен, автентичен и изворен, а не ја да се грижам дали ќе
ќе му се бендисам некому сето тоа. Значи, дефинитивно е ова што го збораме непопуларно. Имајќи го во предвид местото каде што живеам, начинот на кој што живее мојот народ, начинот на кој што перманентно се упропастува и се труе мојот народ, македонскиот народ, од сите можни страни, значи, јас имам едно објективно сознание на реалноста. Јас еднашка мислам дека на почетокот, уште на првиот подкаст не сме се собрале овдека ние кои што немаме попаметна работа да правиме, па сега ние нешто фантазираме околу некои работи, туку тие малкумина кои што ова ќе го слушнат и ќе го разберат да сватат дека станува збор за круцијални нешта во нивното постоење. Постоење кое што може да влече опашки од минати доба и кое што постоење може да ја креира нивната иднина не само во овој свети век, кој што рековме дека има голем процент можност да биде илузија. Моето искуство од оваа работа ме мотивира да кажеме на работа, тоа е дека и покрај многуто исчитани книги, сметам дека не постои книга, не постои уметничко дело, не постои извор кој што е толку валиден, колку што се валидни живите луѓе, кои што се како еден вид на книга која што никогаш не се дочитува. И И морам да никогаш кажам, нема да биде напишана. И никогаш да, нема да биде напишана. да, ама на еден вид на дадаизам, значи секогаш говорно со таа книга може да се комуницира. И Да. мојата, да речеме, потешкотија во последно време е да најдам книги за читање. На овој канал се имаат проредено над 40 различни луѓе, што значи јас ги сметам тоа како 40 книги кои што ми се отворени за читање, од време на време се навраќам како сега со тебе, но како сум дошол до тој број некако како да се наоѓам на угорница и се потешко и потешко наоѓам нови книги за читање, а велам, старите книги остануваат за навраќање затоа што никогаш нема да се дочитаат. Така што сметам дека ова беседење овде со тебе е едно богатство и за мене и за луѓето што не слушаат. Сите се забогатуваме. И јас, нели, внимавајќи на ова што го зборувам и барајќи соодветни зборови на соодветно место и следејќи тебе, имајќи ја сериозноста со која што пристапувам кон секое мое појавување кај тебе, бидејќи ти си еден од ретките канали во Македонија, каде што можеме да слушнеме и нешто повеќе, и побогато, и подлабоко, не по не секојдневно како сензација, што за жал денеска на луѓето најповеќе им е потребно, туку како уште еден обид да се дојде до извор на познание каде што човек ќе може соодветно со собствената состојба личностна да се напои себе си. Јас ти имам напишано. Не секогаш ти ги подготвуваш емисиите квалитетно, што воопшто не мора да значи дека твоите собеседници мене секогаш треба да ми се бендисат или јас да ги да сум со нив во едномислие и сите тие работи или барем да имаме повеќе или помалку. Нити јас, Меѓутоа, нити јас. следејќи те, јас гледам дека ти кога ги подготуваш емисиите, дури не сакам да цитирам за која емисија, јас и ти напишав тебе, значи ти како ја подготви емисијата, се е во ред, лајкот е кај тебе. Значи, ако е до тебе, на секој твој снимак треба да има и еден мој лајк. Да, ма тоа е очигледно. Ако нема лајк, тоа значи дека не е до тебе. Па Не и не само тоа, значи јас мислам дека не треба да бидеме робови на тој момент лајкови едно друго, иако тоа сум го кажувал милион пати, станува збор за алгоритам. И кога ќе ми напишат некој коментар на Facebook, велам луѓе, овде е бесцелно да коментирате, затоа што не ми помагат. Океј, супер, го сум го видел коментарот, ама тоа е алгоритам.
Тоа е математика и информатика. Така функционира. Да го преточиме тоа во една обшествена ситуација, одиме во некој град и на плоштадот сме тука и гледаме два ресторани, едниот полн, другиот нема никого. Во тој полниот дури сме спремни и да почекаме ред да влеземе, а во тој празниот велиме што ме празен, има некаков проблем. И јас ќе додадам дека луѓето навистина треба да ги отворат и своите срца и своите мауси, и ако е нешто добро, нека стават лайк, нека стават позитивен коментар, ако има некоја конструктивна критика, нека напишат, значи едноставно нека започнат да комуницираат, меѓутоа не на еден простачки начин, туку каде што сите ние ќе добиеме или на некое прашање каде што па јас ќе треба да одговорам на ова што сум зборувал, па таа размена на енергија е многу важна. Така да јас ги повикувам сите на вистина и да ги отвора своите срца и да ги отвора своите мауси и да не штедат ако нешто е добро, нека се пофали, нека е како што треба. На крајот на криштата убаво е човек да види дека она што се труди, што навистина го дава од себе, некој го препознал. Таа надвор од секаква надменост и надвор од секаква ноншалантност која што денеска е многу опасна во ова време, кога се обединува од немило до недраго и криминално и користољубиво и што е на уништување на луѓето и на црпење на сите ресурси, а ти па јас ќе се плашиме или ќе се правдаме како некој рекол, което јас нити знам, нити ме интересира, дали ти ќе формираш некоја кружок, дали ќе формираш заедница, дали ќе формираш збир на луѓе кои што име постулат, значи збориме за Никола Тесла, за Свами Вивекананда, го спомнувам Лав Толстој, го спомнувам Махатма Ганди, Мартин Лутер Кинг се овдека спомнати, значи луѓе кои што се сами по себе еден голем благослов на оваа планета. Достоевски, Умберто Еко, Јунг. Комплимент, да не ширам да Достоевски, Умберто Еко, Коелјо, Карлос Кастанеда. Значи, дајте. Тоа е, значи, Тоа е моето размислување. Тоа е твоето размислување и на некој начин се поклопува со мисијата која што колку и да е Дон Кихотовска, јас не се откажувам од неа, тоа е да не отстапувам од принципите дека овде не треба да има вулгарности, не треба да има ниски вибрации, не треба да има ширење на омраза и покажување со прст. Треба да има критичко размислување, критичка дебата, значи секогаш, па дури и полемика да има, доколку полемиката е со факти, а не со навреди, е добре дојден. И јас сметам дека тоа е една цивилизацијска разлика помеѓу мене и сите оние кои што мислат поинак. Кои што мислат дека со навреди и со конфликт можат да се решат работи. На некои луѓе им е потребен конфликт едноставно да го извада сето тоа незадоволство генерирано во себе и понижување низ животот, кои што го покриваат со ефтини плитки задоволства. И тие некаде гледаат да го исфрлат тој отров од себе, тој смет во себе. Јас не ги разбирам. Мене ми е жал, меѓутоа јас пред 10 на 15 минути зборував. Тоа е цената да се чекорат широките патишта на пропаста која што ни ја креирала матрицата овдека. Тој наратив на постоење, лажен гламур, немаме што немаме допрено овдека. Гламур, моден, општествен, богаташки, спиритуален, кој што нас постојано ни се глумачки, филмски, блокбастери филмови што 5 пари не вредат. Пејачи кои што
денеска ќе направат некои милионски суми, а за еден месец не ги помнат дека постоеле. Тоа е таа машинерија и незините моќни орудија на медиумите, кои што луѓето цело време ги пумпаат дека е тоа совршенството, далеку од тоа дека тоа се кукли направени за да се презентираат на луѓето, колку ние не чиниме, колку ние сме слаби и колку нас не бива, и кога ќе ги видиме тие убавиците и лепотаните спастрени, како овци на клање што вели, или некои спиритуални лидери кои што од време на време ќе им се потурнат на луѓето, тоа е тој наратив каде што ние треба да формираме контраиндикација во себе си на само презир и за само непочит, слабост, потиштеност, потиснување, тоа се многу моќни енергии, и чувство на вина. И ти си цело време незадоволен затоа што ти колку што можеш правиш, меѓутоа никогаш нема да бидеш, за среќа, ние нема да бидеме толку фалени како што ги фали матрицата, овие лутки, овие кукли људски, врз кои што се вртат милиони долари, милиарди долари. Апсолутно, согласам со тоа. Тоа е машинерија, тоа е матрицата. Таа е конкретна, реална, материјална, меѓутоа задира и го зима спиритуалниот аспект на човекот. Не постои таа сувопарна поделба помеѓу материјалното и спиритуалното. Се е во едно постоење, онака како што е нашата ДНК, клетка во нашата кичмена мождина. Зборувајќи за духовното, најчесто мојот впечаток е дека тоа духовно се хакира со немокното, а истовремено неотровното орудие кој што системот го поседува, тој финансискиот или монетарниот систем, каде што се има етикета и на таа етикета е прикачена цена. И како постојано да се тркаме барајќи ја таа цена, да ја постигнеме, да натрупаме вредности кои што на крајот на денот не знаеме што со нив. Ако имаме, не знам, едно возило, имајќи две, можеме само едно да возиме. Ако имаме два кревети, само во едниот може да спиеме. Не можеме во двата одеднаш да спиеме. И такви некои абсурдни ситуации. Те измачуваат луѓето, купуваат нешта што не им се потребни за да задиват луѓе кои што не ги познаваат. Тоа е едно големо измачување. Со бесниот трк на ѓаволот во тебе и во она што ни се нуди од околината. Тоа се зборови на Јунг, вели, дали после Втората светска војна човештвото нешто научи, вели, не сум сигурен, не знам како тоа ќе се одвива, го парафразирам. Најбитно е, вели, човекот да смогне сили, да се справи и да биде во чекор со бесниот галоп на ѓаволот во себе. Така. Не е надвор, не е таму некој рогато суштество кој што е надвор, тука е во сите нас. Како што и Бог е во сите нас. Тоа и што го спомна Достоевски, тоа го вели дека е страутен е теренот на борбата. Сега влегуваме во тој дуалистички систем на гледање на нештата, дека е страутен теренот на борбата помеѓу Бога и ѓаволот, а тој терен се човековите срца, во кои што длабочини, неиспитливи, неискажливи, Јунг би рекол несвесни, се носат главните и круцијални одлуки во животот. А потоа човекот, вели Достоевски, надвор, кога ќе си ја донесе таа одлука, потоа ќе си најде рационални причини зошто ја направил таа и како да ја направи таа. Токму од тоа несвесно кон свесно е во најголем дел и целата приказна на психологијата на Јунг,
кој што, како што реков, до пред 10 години, тоа знам од студенти на психологија факултетот во Скопје, е целосно исфрлен од програмата. Гледаш како се затвора кругот. На почетокот на својата кариера, кога почнува своето истражување да го проширува кон езотеријата, ризикувал да биде исфрлен од академските кругови, подоцна станува општо прифатен затоа што донесува буквално револуционарни сознание во психоанализата и сега се враќаме на тоа, дека психоанализата, особено таа јунговската, нема никаква врска, туку едноставно се треба да се сведи на фармакологија. Да, се сведува на фармакологија, на пореметување повеќе или помалку во мозочните биоги на човекот. Значи, се што е психолошко, значи навистина душевно е исфрлена во модерната психологија, барем она што се студираше до пред 10 години во Скопје, сега не знам што се случува. Таму имам лични информации што луѓе што учеа и што завршија факултет психологија. Не ми изненадува. Би сакал да го завршиме овој наш разговор со една работа која што е многу конкретна, а тоа е галопирачкиот трансхуманизам, значи она што е технологија која што едноставно гледаме дека нема запирање и не е претерано да се мисли дека во скоро време многу професии ќе станат како во Twilight Zone, каде што имаше една епизода The Obsolete Man, каде што библиотекарот стана непотребен за својата работа. Верувам дека многу професии ќе станат по таа основа непотребни затоа што ќе бидат заменети со алгоритми, ќе бидат заменети со машини, андроиди и било која форма на технологија. Тоа е, колку и да сакаме да не биде така, известна и тоа блиска иднина. Моето прашање за тебе е она што се нуди како решение. Јас порано бев адхок, односно бев строг противник, а тоа е универзалниот приход. Што мислиш дека донесувањето на еден универзален приход, каде што на секоја индивидуа ќе се даде неопходниот минимум, дали тоа ќе смени нешто кај луѓето или работите ќе останат на статус кво? Ова е многу комплексно прашање, тој трансхуманизам. Јас и ти еднашка зборувавме вака неофицијално околу Blade Runner. Вториот дел што е Агент К. Имаше многу интересна врска со холограмот Джој. Исто така еден од најголемите руски писатели на ова доба, Виктор Пелевин, зборува за овој аспект, не само во книгата Трансхуманизам, која што не сум стигнал да ја прочитам, меѓутоа IFAC 10 и КГБТ Крст зборува за една дистописка иднина во 24-тиот, 25-тиот век. Значи, Виктор Пелевин, добро запомнете ги овие наслови, што ви ги спомнав, тоа е еден од најголемите руски писатели на денешно време, кој што последниве 15 години некаде живее помеѓу Тајланд и Самоа. И кој што одлично го предвиди уште на почетокот на 21 век ова што денеска ќе се случува во модерна Русија, она што е денеска. Модерна Русија и нејзината секојдневица. Се е битно програмот. Сега да почнем. Ние луѓето сме биохемиски алгоритам. Ние себе си се привлекуваме или сме одбивни на фреквенција и на резонанца на почеток, а потоа зависи како ние ќе се пројавиме себе си низ гримаса, низ збор, низ гестикулација, низ култура на однесување. Сега зборуваме од овој биохемиски алгоритам кој што е човекот, ние треба да се префрлиме на биомеханички алгоритам, кој што треба да биде таа, ако добро ти го разбрав прашањето, тоа ново бастумче за потпирање на човекот, кој што очигледно се уште
не е способен да чекори на две нозе, доколку добро се програмира, бидејќи тој алгоритам ќе биде програмиран од човек. Јас еднашката имам кажано. И ако вештачката интелигенција го измами човекот, тогаш тој некој ќе ја наштелува, ќе ја програмира да го измами човекот. Значи, таа е створена од човекот. Значи, сега ние доаѓаме во една состојба на божества. Тие кои што сака тоа да го прават. Многу е важно, ако се креира за надоградба на човекот, за пополнување на известни празноти во неговото постоење, тогаш може да биде од помош во постоење и во работење, може да биде од помош на човекот. Доколку се програмира да се крене против човекот, да го исмее човекот, да го нападне човекот, тогаш тоа е некое второ прашање. Тоа е дури, значи, прашањето на вештачката интелигенција може би го става модерниот човек, модернава наука пред најголемо антрополошко прашање на човекот. Дали човекот може да биде уште еден сурогат на творец и да направи нешто значајно, или ќе направи нешто што ќе произведе оваа цивилизација да ја уништи до крај. Исто така, како што во Стариот Завет, 200 ангели, како што пишува, ја сменија својата фреквенција и слегоа на планината Хермон и стана со тело и земаа жени, бидејќи им се допаднаа ќерките човечки, земаа жени и од нив створија нефилим, односно джинови, какви што ги знаеме. И кои што расеале според сагата и приказната, такво беззаконие и таков немир, што на крај ете човештвото е благословено со уште едно истребување. Помеѓу останатото. Значи, евене повторно пред една двер и порта, имајќи ги во предвид сите овие лаги во кои што постоеме и во кои што живееме, мене ќе ми биде жал ако вештачката интелигенција се употреби на уништување на човекот. Тие кои што се креатори на сето тоа мора да им е јасно дека тие нема да се спасат. Значи, доколку тогаш дојде до едно глобално уништување, го нема тој тунел под земја со храна за 20 години на 2-3 километри под земја и сето тоа кој што нив ќе ги сочува од последицата. А што Само се ако надевам дека ќе останат толку нормални, да им е јасно дека нема да можат да се спасат од последицата, ако тоа го направат. А што ако се случи буквално оно што пак ќе го цитирам Жак Фреско, тој во неговиот Вирус Project велеше дека технологијата всушност треба да биде новиот робовладетелски систем каде што машините ќе робуваат на луѓето и бидејќи машините немаат чувства, не се биолошки суштества, ќе немаме проблем со тоа и дека човекот дури тогаш ќе може да биде ослободен да го оствари својот вистински потенцијал. Иако јас се сомнувам дека вистинскиот потенцијал на повеќето луѓе е мрзата, значи не правењето ништо, но ете. Значи, што Не, ако дојдеме во една комплетно позитивна употреба на таа технологија? Не, ако ни се ослободи целосниот систем и севкупната моќ што е во нас затворена и блокирана, најголем дел од луѓето ќе се пореметат. Значи, доколку таа кундалини енергија се отпушти наеднаш, значи големи спиритуални водачи веруват дека тоа многу внимателно треба да се прави. И ако е некој на пат таков, неговиот духовен учител, мајсторот, треба да го задржува за да не ја отпушти наеднаш, затоа што може да му изгори мозокот. Значи, ние сме сега програмирани за ова постоење, вакви какви што сме.
биохемиски алгоритам. А дали ќе му слугува? Па ја не би го дал тоа на такво робовласничко ниво. Зошто ние да бидеме новите робовладетели? Еве нека биде со работка. Затоа што колку што јас ги следам нештата, може на тие алгоритми, на тие механички творби да им се вметне и програм на сеќавање и на програмирани људски чувства, онолку колку што тој ќе си го купи потоа и како ќе си го програмира, така ќе си го има. Дури сега каде беше, читав сега, дали е тоа, не верувам дека беше мим, дека веќе вештачко куче може да се купи од околу $3000, а дека понатаму другиве цени ќе бидат $5000 и повеќе, што е релативно ефтино за ваков вид на услуги. Да се плашам дека всушност тие можности технолошки ќе се искористуваат за конечно реализирање на оние работи кои што во денешно време или се одамна забранети или се апсолутно не неетички и нелегални. Значи, како што и поголемиот дел, еве оваа технологија, овде во ова парче пластика и имаме компјутер кој што пред едно 10-15 години не можевме да замисли дека може да постои како компјутер, сега постои како збиено во толкова малак толков мал формат, а сепак повеќето од нас го користиме за тривиалности. Повторно ќе речам, тука ние ќе се изразиме како личности, како прво тие творците на таа вештачка интелигенција, а потоа сите ние ќе застанеме пред самите себе си што можеме да створиме. Дали можам да створам една прекрасна пријателка со која што ќе можам едно утро да си се напијам кафе и да си разговарам и да ми чита сакана книга и да едноставно имам комуникација со нејзе, како што беше агент К со Джој во Blade Runner, едно одлично дело, вториот дел. Значи, многу длабока содржина го има тој филм. Или некој ќе производе проститутка или сите тие нешта. Значи, човекот од вишокот на како се вели, од вишокот на срцето зборува човековата уста, а од вишокот на својот интелектуален склоп ги врши своите дела и своите производи. Значи, повторно ќе бидеме застанети пред самите себе. Колку сме ние луѓе, толку и јас кога ќе ја имам вештачката интелигенција ќе биде налик на мене. На некој багабонд, хоштаплер, наркодилер, манијак, таа ќе биде негов образ и подобие. И тука молам секој да си ја земе собствената одговорност. И тоа може да биде на надградба на луѓето, затоа што сите овие фрагментирани искуства во животот, значи имаме фрагментирани искуства, е голема технологија на умот наш да ги собере во едно постоење, во едно знаење, во едно спознание, за да потоа во даден момент, ќе повторам, ги отпушти, за да може да излезе надвор од сето ова што е. И сега би те прашал оно што често Крашимир Мишак го споменува, тоа е дека со зајакнувањето на матрицата, со развојот на нови технологии и со обидите за воспоставување, односно искористување на сето тоа за зголемување на контролата. Значи, тоа гледаме дека по сите мрежи сме претрупани со реклами за работи кои што не интересираат, значи нема приватност, мене секојдневно ми се јавуваат од различни броеви кои што од другата страна има роботи кои што зборуваат, прифатија оваа нова промоција или она нова промоција. Тоа кај добар дел предизвикува подчинување и прифаќање на се, но се сведочат многу излегувања
на луѓе кои што велат до сега не сум бил свесен, сега станувам многу свесен што се случува. Значи тоа проблеснување на свесноста за природата на нештата, веројатно како да оди рака под рака со самиот технолошки развој. Е добро. Тоа е добро доколку извесен процент на луѓе преку сите овие арогантни настапи почнуваат да сваќаат во каква измама живееме и што нас под вид на олеснување на животот ни се нуди всушност да ни ги затапат сите наши гносеолошки органи и физички органи и живот и време, тогаш добро. Така се надевам јас дека и овие наши разговори ќе бидат поттикнувачи на такви едни синхроницитети каде што луѓето ќе можат да откријат дел од можностите на себе остварување. Значи не велам да не следат нас или да ги слушаат нашите зборови, туку да се себе откриваат. Кој да е тој начин. Јас сум пријатно изненаден од вечерва, темите што се поставија, нешта што беа кажани и спомнати, искрено кажано не ми беше јасно зашто ќе зборувам, затоа што веќе се што е зборано, се што е кажувано, како што реков, веќе и на овие алтернативниве програми, односно канали, се почесто се повторуваат едните исти флоскули, што е воопшто многу опасно, или се обидуваат во овие воени времиња во Европа да завземаат страна, што е многу лошо, да не речам до абстрактно, ние овдека сидејќи во една удобна позадина, меѓутоа не се, значи твој допринос на веќе не знам колку време сме на разговор, ова што по-добро или полошо е излезено е навистина во најголема мерка твој допринос, затоа што ти и знаеше да отвориш теми на кои што јас можев и да одговорам и да кажам свое мислење и сето тоа. Инаку до сега најнеподготвен сум излегол од сега, да не ги спомнам овие скопскиве жештини и сето тоа. Така да ако излегло нешто добро и позитивно, Јас мислам дека е најодличното нешто што сме го направиле толку спонтано и да. добро, што на почетокот заборавив да кажам здраво на сите, добродојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо, ама ова е крајот на подкастот, така што Алек Митко, јас те поздравувам. Чекај, јас ќе го завршам. Слушај, јас еднаш ти реков, најдобриот подкаст со мене ќе го снимиш кога нема да знам дека ме снимаш. Така, тоа во право. Ај, тоа ќе биде шоу. И така. За тоа треба да се видиме во живо. Така, ти благодарам. Секој поздрав до гледачите. Ќе го оставам твојот збор да биде последен, не мојот, значи. Голем поздрав до сите претплатници на Татунчо канал и нека биде мир пред се, здравје, за љубовта и за среќата, тоа се многу дискутабилни и многу широко опсежни поими, ќе мораме самите да се погрижиме. Така, поздрав луѓе, секој добро.